Господине Божурски, гледаме прекрасни дела, една прекрасна изложба. Кажете ни колку дела има моментално изложено во Уметничката галерија во Куманово и што е она, која е тематиката? Има ли нека одредена тематика или што е она што ве поттикна да ги направите овие прекрасни уметнички дела? Не ги броев колку вкупно дела има, мислам дека околу 25 слики се и прилика толку цртежи, од кои некои се и полиптиси до душа. Па еве се навршува 20 години од мојата последна изложба во Уметничка галерија во Куманово, со оглед на некои обврски што сум ги имал пред тоа, но творештвото во тоа време, по старата генерација веројатно ќе се потсети, припаѓа на еден вид носталгичен контекст во сликарството, со тоа што најдиректни кореспондентни точки имаше со нашето поднебје, иконата и се она што не обкружува, етнофолклорни елементи кои беа лајтмотив кои се проверјуваа низ творештвото. Но тогаш моето сликарство беше во една потемна гама и тогаш и сега реализацијата на мотивот на представувањето беше во еден реалистички контекст или да кажам хиперреалистички, но ниту тогаш не беше тоа главниот конституенс на ликовните естетските вредности на творештвото, туку атмосферата која се создава околу во самата слика. Тогаш и осветлувањето, освен што беше тоа во темна некоја гама, главно иконистички изглед, со едно рафинирано, благо, нежно, милузливо осветлување. Сега, почнувајќи да речеме од 2003 година, кога имав еден студиски престој во Сите Интернационал дез Арт во Париз, нештата видно се изменија. Фасциниран од самата гледка и од самото присуство во градот на светлината и на љубовта, нели? На секаде каде што ќе се свртев имаше графити, испишани имиња на некои љубавни пораки, на влюбени млади, и тоа толку ме обзеде, што се заинтересирав и на некој начин како фротаж што се зема директно од подлога, почнав да работам некои цртежи и од тогаш се разви еден циклус на кој припаѓа сега целокупното моје творештво и во областа на сликарство и во областа на цртежот. Една порака сензуалистичка, каде што интимноста, љубовноста и пошироката порака за добротата, за хуманост и така натаму е мотивот кој е доминантен. Полека предметот на представување го занемарувам, не до степен на целосна експлодираност и исклученост, туку тие комуницираат со просторот како еден вид осаменост, но повторно низ една рафинирана, поетска, лирска треперливост. Сега, главната, доминантната естетика е всушност во позадината. Порано беше тоа обратно, позадината беше фонот на сликата, сега тоа е главната компонента на тие ликовно-естетски вредности. Зад вас гледаме една прекрасна слика. Може ли да ни доловите што е? Тоа е слика For You Madame се вика. Не е наменета конкретно кон особа или но една порака, за љубовта, и таа слика пред известен период доби и награда Лазар Личеновски на Друштво на ликовни уметници, како впрочем еден дел од сликиве исто така се наградени на некои претходни изложби, национални награди, интернационални и така натаму. Како долгогодишен повеќе децениски историчар на уметност и сликар, имате многу самостојни изложби, имате многу групни, учествувано на групни изложби во Македонија и надвор од неа, многу меѓународни награди. Може ли едно кратко резиме на она што досега го имате остварено како уметник? Да ви кажа, ако е точна, нели, некоја флоскула,
дека никој не е врач во своето село, па и моето творештво и моите успеси на некој начин повеќе беа забележени на страна, дури и во младоста кога почнав, да кажеме, или на првите изложби, така што но тогаш беше тоа во југословенскиот поранешен простор, од Белград, да речеме, и понатака во некои други центри, критиката тоа го забележа, но тоа набрзо се пренесе и тука. Јас бев многу упорен и многу активен во тоа време. Имав голема и продукција, но и изложбена активност, но тоа се смени поради некои мои обврски професионални работни што ги имав во Министерството за култура. И скоро, 2 децении ќе се навршат, ретко излагав во Македонија. Приликите беа такви, може би повеќе поради судирни интереси, некој бидејќи бев на таква позиција. Имав и такви понуди, покани од други места, да речеме, од Париз, па и поранешни југословенски простори, од Белград, Сарајево и цела Босна и Херцеговина, во Црна Гора, од Херцег Нови, Будва и така натаму. И сега полека се свртувам кон себе, кон своето поднебје и кон својата локација, својот град. Дали љубителите на ликовната сликарската уметност може веќе да очекуваат нешто ново од вас? Па, постарици сигурно се сеќаваат, значи, претходната изложба пред 2 децении имаше голем, огромен интерес. И јас се замислував за ова представување сега, да биде исто така една грандиозна изложба, во која, значи, ќе опфаќа во уметничката галерија ќе биде презентирано моето сликарско творештво, дури и сакав, да речеме, во Центар за култура да биде изложба на најновата продукција од цртачко творештво, ама сега ситуацијата со ковид тоа не го дозволуваше и затоа се одлучив на една селекција од делата кои јас најмногу ги сакам. Се разбира да го надминеме сето ова, ќе има време и за други презентации. Благодарам и вам.